Добро вечер. Или сме ние мала земја со голем број на скандали, или големи скандали на овие мали простори таласаат цунами. Обштествен, политички, образовен, како сакате, комуникацијски, интернет. Деновиве медиумите, учениците на нашите компјутери или на преку СМС мобилните телефони добивавме порно ТВ клипови. Шокот беше уште поголем ако се знае дека зад нив стојат актери, ученици. Не е важно дали тоа се случило во образовниот двор, во образовните клупи, надвор од нив. Важно е дека тоа се случило. Не е важно дека поголемиот дел од телевизискиот аудиториум гледа после 12, може би пред тоа, полнок гледа кабловски телевизии со порнографија. Сосема е известно дека можете да гледате фини уметнички телевизиски кадри на еротика. Може би во овој дух на разнебитување на социјалното его во Македонија и на родителскиот амбиент во Македонија, ќе платиме и цената на ова што во овој момент може да ни се случи. А ни се случува тука во дворот во Македонија. Голем е скандалот и се обидуваме тоа да го отвориме од сите аспекти. Значи, како е возможно еден телевизиски клип порно со актери кои се натрушци, кои се од нашите семејства, кои се во нашите училишни дворови, на јавна сцена да изведат орален секс и уште повеќе тоа да го дистрибуираат и да стане составен дел на една општа публика, ученичка, возрастна и се разбира медиумска. Се разбира ТВ клипот беше ставен и на онлайн интернет страниците, што дополнително ја создава волшебната формула за општата голотиња на македонското општество. Дали навистина сме во таква ситуација? Вечерва ќе се обидам да одговорам на прашањето заедно со моите ценети гости. Универзитетскиот професор Елизабета Шелева, добро вечер. Добро вечер. Сашо Србаков, ОНЕТ, комуникацијски инженер, и директорот на престижната Јосип Брос Тито, Снежана Мироновска. Добро вечер и за вас. Од мојата десна страна, директорот на Радеко Јовчевски Корчагин гимназијата, Драган Арсовски. Потоа веќе Мели Бошковска, втор пат или трет пат психолог во емисијата за овие... Психијатар. Молам? Психијатар. Психијатар во овие тематски дебати, и Драган Змијанец, прва детска амбасада Меđаши, ви благодарам што дојдовте. Исто така, мој редовен соговорник кога се работи за вакви социопатолошки ситуации во Македонија. Во потрага по случајот беше мојот соработник Искра Коровешовска, која се наоѓа во публика. Здраво, Искра. Здраво, добро вечер до гостите. Поздрав. Како изгледаше потрагата по овој случај? Како го испитуваше? Така е, Чумовски. Значи, овој случај ја потреса јавност изминатава недела, или поточно овие неколку последни недели. Ги стреса родителите, надлежните, оние кои што се одговорни, иако се обидоа да се оградат, значи, од целата вина. Околу мене е унијата на средношколци. Тие велат дека најголем дел од нив воопшто и не знаат за клиповите и не ги виделе, но затоа потоа најпрво побаравме одговор за тоа за какви клипови станува збор. Кој е виновникот, кој ќе одговара кривично. Погледнете го прилогот. Малолетна девојка орално го задоволува нејзиниот соученик пред целиот клас во една скопска гимназија, откако претходно се обложила. Друга девојка има секс со нејзиниот врсник во училишниот тоалет во средно училиште од внатрешноста. Ова се порно клиповите достапни на мобилните телефони на речиси сите средношколци. Снимките на кои учесниците се како вистински актери од порнофилмовите ги стресоа родителите. За нив алармираат медиумите, а надлежните и одговорните молчат упорно, како да не се случило ништо. На неколку пати реагиравме, еднаш за детска порнографија на интернет и вториот пат за детска порнографија снимена меѓу млади, каде што јавниот обвинител не можеше да покрене постапка и бевме принудени да доставиме пријава до непознат сторител. Значи, во двата случаеви реагиравме до Министерството за внатрешни работи. Најголем дел од средношколците не сакаат да зборуваат на оваа тема, но свесни се дека нештата излегле од контрола. Не сум чула за нив, ни не сум видел такво нешто. Тоа не е нормално. За нас како ученици
обврскани да учиме, а не за такви работи. Треба да се таргетира, треба да се решаваат преку еден долгорочен систем на решенија и со кое што мора да почнеме е јавно да ги натераме младите да се вклучат у дискусии. Сексуалните акти ги снимаат трети лица или пак момчето ја снима својата девојка додека имаат секс. Кој ќе одговара кривично? Снимателот, малолетниците кои тоа го прават на јавни места или дистрибутерите? Казниво би било можноста да се прикажува тој материјал во јавност. Значи, очигледно дека самиот акт, целите активности се доброволни. Значи, тука немаме никој никого на ништо не присили. Од тој аспект, значи, од аспект на доброволноста, самите клипови не се проблематични. Проблематично е како тие излегува во јавност. Значи, дали воопшто имало дозвола за снимање, како се, ако е навистина во прашање надпревар меѓу средните училишта, бидејќи јас имам таква информација дека се надпреварувале во, да речам, условно вака креативни идеи како се тоа да се изведе, тогаш може би веќе однапред било договорено дека ќе се разменат клиповите кога се види кој има подобри снимки. Причините за неморалните појави кај младите се во нефункционирањето на триаголникот семејство, ученик, училиште, сметаа директорите на средните училишта. Единствен начин да ги ние оттргнеме деца од улицата, мислам дека е да ги внесеме во училиштата. Да ги натераме да учат, не да меморираат, не да биде тоа за оцена, не да влегуваат во училиштата затоа што мора да влезат во училиштата, да ги внесеме и надвор од наставата. А за тоа ни се потребни сигурно многу средства кои што треба да ги оддели државата. Бивме ли моралните и етичките вредности? Зошто во едно вакво креативно време младиот човек го избира овој начин на изразување и додека ги бараме одговорите, порноклиповите со малолетници се на секој чипа, се размножуваат, дури и дистрибуираат во DVD-теките. Чумо вечерва го отвара порно видеоклипот. Внимавајте, родители, внимавајте, деца, внимавајте во вашите SMS пораки да не е вклучен овој шокантен филм, изведен натурално, директно во центарот на Скопје. Веројатно знаете, или може би сте прочитале, или може би сите затаивме, како е возможно во ова време на транзиција, на бруталноста и на, може би, декаденцијата, да бидеме во центарот, иако сме можеби на периферијата од Европа, понешто во Европа се почесто се случува. Педофилија, детска порнографија, порнографија која е на работ на веројатно најпрофитабилната дејност, една од најпрофитабилните криминални дејности. Се разбира, уште еднаш повторувам, мои вечерашни гости се директорот на Раде Јовчевски Корчагин, гимназијата Драган Арсовски, потоа Мири Бошковска психијатар и Драган Змијанац, прва детска амбасада од мојата десна страна, од мојата лева, Елизабета Шелева, университетски професор, филолошки факултет, потоа Сашко Србаков, оннет комуникација инженер и директорот на Јосип Броз Тито Снежана Мироновска. Директорите ги прашувам. Знаете вие за овој клип? Како не? Да, не само што барем ја за мене, значи. Лично го имаме видено клипот и откога го видовме клипот, веднаш свикавме родителски одбор, разговаравме за сето тоа. Кога го видовте и кога реагиравте? Па тоа беше именно 10 дена, меѓутоа сепак е потребно време за да се види сето тоа, бидејќи многу е тешко да се преснеми и слаба беше резолуцијата. Ќе објасни господинот подобро. Меѓутоа, кој ви кажа дека постои тој видеоклип? Од учениците се слуша. Значи, ние комуницираме со учениците, веќе не постои на класична бариера, како што беше порано професор-ученик, ние си комуницираме со нив. Така што после тоа свикавме и наставнички совет, каде што, мислам, формиравме комисија, која што требаше да го разгледа клипот. Тоа и го направивме. Значи, клипот целосно е разгледан, не е само тој клип, што се овие два сеа снимки, вкупно се 8. Сите тие се разгледани и ликовите се извадени од клипот.
Така што можам со сигурност да тврдам дека тоа не се наши ученици, меѓутоа понатаму МВР нека си продолжи. Сега, јас не ве прашувам за да ја симнете одговорности како директор на Јосип Броз Тито. Не. Како вие, дали сте вие родител? Да. Како вие тоа го доживеавте? Како педагог, како човек кој комуницира на некој европски начин со учениците, го доживеавте тоа шокантно сознание дека во дворот може да се изведе орален секс? И тоа да биде групно пред учениците снимено и да биде потоа дистрибуирано. Може би најлошо од сето тоа што има публика на тој клип. И тоа е навистина страшно и шокантно, ние затоа и превзедовме мерки, така што не е проблемот дали е кај нас, не дека ние тргнавме одговорноста, сепак е образовно-воспитна установа, мислам не е добро тоа што се случува. Меѓутоа целта ни беше првична да видиме дали е тоа кај нас, за да ги повикаме родителите, да разговараме со нив и понатаму да го предадеме случајот на органите кои што се задолжени за тоа. Дали одржавте некаков педагошки час? Родителите со учениците, класни часови, како вообичаено ние тоа го велиме? Јас лично ги повикав уште првиот пат кога го видов клипот претседателите на класовите, поединечно, значи прва, втора, трета и четврта, и им кажавме, мислам едноставно разговаравме со нив, јас и педагогот, да видиме што е тоа што се случува. Некои од нив знаеа за клипот, некои од нив не знаеа. И понатаму се превзедоа тие акции што ги превзедовме, меѓутоа ние не чекаме да се случи ова за да разговараме со учениците за некои такви појави. Арсовски, директор на Радио Овчарски Корчагин, морам да кажам помалку, може би од позиција на старост или на искуство. Во моје време, обично ние се надпреварувавме во спорт, па во биологија, па во собирање пеперутки, па во уредување на училишните дворови. Дали оваа транзицијска декаденција ги промени тие ракурси? Инаку на запад училишниот дух и надпревар и натаму постои. Што е тоа што учениците не ги мотивира веќе во училиштето да се занимаваат веќе со, да речем условно, наместо образование блуд? Па, убаво го кажавте, транзиција, ја плаќаме цената на транзицијата дефинитивно. Затоа што се она што се случува во текот на оваа транзиција, што јас сметам апсолутно дека таа веќе е завршена, туку проблемот е сега кај нас, сме ги примели оние лоши страни што ги носи самата транзиција. Точно е тоа дека училиштата настојуваат да дојдат во ситуација да сите овие негативни појави што се јавуваат кај учениците ги усмери во позитивен правец, односно со надпревари, со разни други работи, но не можеме сами сето тоа да го изведеме без подршка од родителите, без подршка од одредените институции. Добро, вие имате, мислам, и некоја асоциација на директори или на наставници. Ова дебатиравте од аспект на едукација, на воспитен Ние утре имаме еден состанок во училиштето Лазар Танев, каде што сите директори од средните училишта ќе бидат. И претпоставам дека една од темите ќе биде токму оваа. Дали ви се случило педагошкиот завод, например, просветителната инспекција, да, како просветната инспекција да се вклучи во процесот, да направи увид, да реагира? Доколку има одредена пријава, да, но самоволно до сега не се случило. До сега не дошла просветна инспекција кај нас да реагира за одредена појава што се јавува, например, кај учениците, само иницијативно. Доколку има одредена појава која е по пат на пријава, да. Добро. Искра, меѓу тебе се средношколци, Унија на средношколци. Така е, како што реков на почетокот, значи Унијата на средношколци се околу мене. Минатава недела, значи, се одржаа неколку дебати, веќе директорите споменаа, значи, дека се собрале, навидом разговарале околу овој проблем. На ваквите средби не биле присутни средношколците, значи не се одзвале, не сакале да дојдат. До мене е претседателката на Унијата на средношколци, Ивана Нумовска, како се? Супер, вие како сте? Ето, добри. Се собравме, значи, околу да продискутираме вечерва околу овој проблем. Зошто ве немаш, Иван? Па не ми рекла дека не немаше, со оглед на тоа дека 8 февруари 2007 година, значи четвртак, ден пред средбата на Собраниската комисија за образование, наука и спорт,
одржавме средба за актуелните теми во образованието, меѓу кои значително место зазема и местото за овие девијантни појави во средните училишта, на која што средба присуствува представници сите средни училишта во Република Македонија и председателот на Сдруженијето на директори и ученички домови во Република Македонија, како и директорот на средното училиште Орца Никола. Во однос на нашето неприсуство, би рекла, на одредени средби кои што се случувале. Значи, единствениот проблем е дека поканата се уште не стасала до нас, дека секогаш сме ние расположени, сметаме дека сме... Ајде да го напуштиме тој официјален јазик. Има впечаток дека младите имаат побрз мисловен аспект. Сакам да прашам директно. Едно време дури се вклучувавте со многу сериозни политички теми, која беше образовниот процес предмет на обштествена реакција. Кај сте за овој случај да реагирате? Дури нема никакво официјално соопштение. Нигде ве нема. Па ве велам реагиравме, ние пративме соопштенија официјални, исто така дадавме изјави за печатени медиуми кои што до ден денес не се објавени. Дайте му го микрофонот на момчето до вас. Дали вие го видовте видеоклипот? Да, само еден. Кога? Па би рекол пред 2 недели може. И како реагиравте? Како и сите средношколци се собравте во група и... Па да, така го видовме една клипот, групна сеанса на изгледување. Поголем дел од нас беа згрозени од клипот. Дали знаете кои се? Не. Сигурни сте? 100%. Со оглед на тоа дека сте често во комуникација дневна на кафичи, но и тоа е тема топ. Баш до сега не сте разбрале кои се и што се? Не сме разбрали. Добро. Професор Шелева, психијатар Бошковска, на што се должи ова? Што е овој шокантен израз на сексуално гладиаторство во училиштата? Па јас би рекла дека е тоа, колку и да изгледа екстремен, само еден логичен след на настаните, што подолго време сме ги игнорирале системски во целина. Само беше прашање на денот, дали и кога ќе се појави нешто вакво. При што јас би го напуштила речникот или процесот што би можел да се нарече лов на вештерки, попрво би одела во причините, во мотивите, во структурите кои довеле до вакво нешто. А тие структури може релативно лесно да се детектираат, да се набројат. Една од нив е секако претворањето на целото наше општество и на медиумскиот простор во еден спектакл. Јакне една особина кај сите нас, за жал некритички, се развива воајеризам. Еден општ воајеризам. Со тоа почнува, со тоа завршува нашето секојдневие и во домовите, и на телевизија, и во секојдневниот живот, при што доаѓа до едно, ми се чини, страотно поместување на границите приватно и јавно. Значи, просто интимата е нешто што се поместува и што го губи своето право на неприкосновеност. Тоа е една работа. Друга работа, мислам дека ова што пред малку се кажа околу транзицијата и не е единствената причина. Самиот процес на капитализмот, кој што се сведува на профит, на бројка, на надпревар во потрошувачка и конзумација, исто така доведува до тоа телото на човекот, па и неговата сексуалност, иако една од најблагородните енергии во човекот, да биде третирана како стока. Со моите студенти сме работеле неколку истражувања до сега, да речеме, за билбордите кои ги имаме во нашиот град. Некои од нив се и спроти зградата на Филолошкиот факултет и на универзитетот, пред судска палата и така натаму. Значи, билборди кои се на чекор од истиот овој принцип на претворање на телото во стока за потрошувачка. Би рекла, значи, дека тоа заедно со една многу загрижувачка појава, тоа е едно општо социјално лицемерие, да не зборуваме за најважните теми кои се битни за секое битие човечко, а особено за една млада популација, меѓу тие теми се како се станува збори за сексуалноста. Значи, ја прогласуваме за табу од една страна, ништо во школскиот процес не им соопштуваме на тие млади луѓе како потребна информација, како вистинска насока во однос на тоа, значи не се работи за тоа да го проколнуваме или да го користиме речникот на некоја инквизиција во однос на тоа, туку само да му дадеме место, да му дадеме контекст, да му дадеме вредностна скала на таквите појави. А од друга страна, значи од една страна молчење на сите системски сфери,
и во рамки на воспитно-образовниот процес, и во рамки на семејството, и во рамки на јавниот медиумски простор. Од друга страна, сите ние и сите тие сме избомбардирани секојдневно со она што пред малку го кажав. Значи, говорот на маркетингот, на адвертајзингот, дури и самите вести како се конципирани. Не мора секој пат да ја таргетираат сексуалноста, но таргетираат работи кои се крајно деликатни и на кои не име местото во една непреработена форма. Значи, тука јас го гледам, да кажам, мотивот или зошто сето ова се случува. Доаѓа до отупување, до атрофија на нешто што би требало да представува чувство за мерка. Бошковска, како психијатар, гледате на овој случај, кој јас го третирам како скандал, дали е тоа скандал, дали е тоа обид на младите да се разбијат табуите, да влезат во европеизацијата по некој интернет конекции, што е современ тренд, или сите заедно плаќаме данок на отсуството на комуникација во триаголникот родител, деца, образование? Па вака како психијатар кој што работи со деца и млади, секогаш кога нешто се случува, ние велиме да ги бараме корените причините зошто тоа се случува. Значи, ние имаме, сите луѓето во нас имаме два нагона. Тоа е агресивниот нагон и сексуалниот нагон. Тоа ни се вродени, биолошки дадени. И тоа се наши. И ние со нашите морални норми правиме една контрола, нели, морални норми кои што од раното детство се ствараат во семејството, дека тоа е нешто интимно, наше, така и ги воспитуваме децата дека тие делови се наши и, мислам, и во превенцијата кога се работи во училиштата, како да се заштитат децата од, нели, од несакани допири или од злоупотреба. Да се вратам на овој проблем. Она што е клучно сега што се наметнува вака како прашање, од каде ваква една нагонска дезинхибиција, јас би кажал, односно една сексуална дезинхибиција. И тука причините, и во прилогов кој што го следев, еви со професорката, јас би се сложила, не можеме ние причините да ги бараме само во семејството, во училиштето, пошироко во општеството. Да видиме овие наши млади луѓе, овие адолесценти, кој што и самите знаеме тоа сите, дека поминуваат, нели, и самиот адолесцентен период, дека е критичен период, дека е криза на идентитет, дека е тоа болест на младоста и така натаму и така натаму. Сега, што овие млади луѓе добиваат од општеството, односно и глобално ако земеме пошироко, преку поврзувањето со компјутерите, ако сакате со медиумите, со печатените медиуми, еве, вие кој гледајќи од автобус или од кола, погледнете само какви се часописи, што се виси на трафиките, какви се слики за да се продаде еден вестник. Или ако сакате и вашите вести како почнуваат. Со една сензационалност, со нешто што привлекува, како да кажам, внимание кај младиот човек, па честопати младите бираат негативни идоли, односно негативни узори, како да кажам, како модели за идентификација. Има причина дека детектирате состојби кои помалку се стереотипни. Кога не знаеме што да направиме, медиумите се виновни, општеството е виновно и така натаму. Овде се работи за доброволен чин. Се работи за класично војерство на група на млади средношколци, адолесценти, кои се дел од една семејна, образовна клетка. Како е возможно тоа да се случи? Токму тоа, од каде таква една дезинхибиција? Нешто што постојано се гледа и што постојано не обкружува, тоа станува некако како општо прифатливо, како нешто под наводници, да кажам, нормално. Нешто каде што границите се нарушуваат на она што смее, што не смее, што не се смее да се прави. Тоа... Чекайте, сакам професори да ги прашам. Јас се сеќавам, например, на европска декаденција, на светска декаденција. Професорка блудничала со ученик, беше осудена на затвор. Ученици блудничеле во училиште, беа избркани од затвор. Ние останавме на детекцијата, не се во нашиот двор, не се тоа наши деца. Кај се тие деца? Тие се наши деца. Што се случува? Никој не ги брка, никој не ги повикува на еден психијатриски или на еден нормален психолошки разговор. Што е тоа? Отсуство на комуникација? Арсовски? Мислам дека е во семејството. Во кој смисол во семејството? Детето кога се развива, односно првите 5-6 години од неговиот живот се многу важни за понатамошниот развој. И
Не можеме ние сега да го обвиниме детето кое е пошло во прво одделение, а неговиот родител пиел алкохол, па детето го имитирало родителот како пие алкохол, или неговиот родител пуши цигара, па детето го имитира родителот. Поминува еден дел во образованието од прво до 8 одделение, каде што нема воопшто ниту еден предмет кој го изучува на тоа како тој би се однесувал во животот, и доаѓа во едно средно образование каде што се јавуваат потреби за овие што вие ги нагласивте, оние нормални потреби. И сега тука се симнува една морална граница на однесување. Ако во минатото нашата граница била 18 години, сега таа морална граница кај децата е веќе некаде 14, па да не кажем 13 години на однесување, односно намалување на моралното однесување. Дали тоа не е рано за екзибиционизам? Па ова можеме да го поврземе со екзибиционизам и воајеризам и можеме да кажеме дека е не е нормално еден ваков факт, вака јавно и во присуство на другите да се случува во средината. Мироновска, кога би биле како директор и како класен раководител, сочени со де-факто ситуација, ги знаете дека ви се од класот, како би постапиле? Би ги исклучиле? Би разговарале? Вас ви зборувам лично како педагог и како директор. Па јас и претходно кога ме прашавте, кога мислевте дека јас се бранам, всушност сакав да одговорам на вашиот почеток на разговорот. Вие рековте дека е снимен во центарот, во дворот на некој училиште. Значи, центарот асоцира сепак на нашата гимназија или на гимназијата на Драган Арсовски. Второ, не е снимено тоа во училишниот двор, туку е снимено во затворена просторија, најверојатно е тоа училница. Значи, прво да одговорам на тоа дека не ми беше целта да се бранам, туку сакав да ви докажам дека ние барем сме ги превзеле тие мерки, а сепак секаде во медиумите едноставно не посочуваат нас. Например, во Време зборуваа за овие работи што и вие навистина ви благодариме што отворивте оваа тема, меѓутоа имаше слика на нашата гимназија и тоа слика која што е на наши матуранти уште од пред 5-6 години. Дали исто и тоа не е злоупотреба на децата? Мислам, тие не беа едноставно за темнете нивните ликови. Еве, за разлика од вас, ја признавам медиумска вина. Одговорете ми на прашањето. Како ќе би постапиле, кога ќе знаете и ќе детектирате дека тие актери на реалното секси шоу се ваши ученици? Прво, тоа е страшно. Хипотекарно. Да, меѓутоа, како? Хипотетички. Да, па кажев јас претходно, сигурно, најверојатно мора психологот, нашиот педагог ќе каже што ќе се случи, меѓутоа ќе ги повикаме и институциите кои што се надлежни за тоа и сепак и МВР. Мислам дека се случува нешто што коинцидира. Одеднаш австријската полиција влегува во еден меѓународен синџир на педофилија. Меѓу другото се зборува дека и од скопскиот джет сет се влезени во таа компјутерска мрежа на користење на тие спотови на порнографија со малолетни деца. Се случува ова во нашите училишта и имате впечаток. Експертите велат нема кривично правна заштита. Вие предупредивте, дори тврдете дека сте покренале постапка против НН сторител, што е возможно и така натаму. Што е тоа што во овој момент вие го детектирате како детска амбасада на злоупотреба со деца, на педофилија, на овој тип на, како професор Шелева вели, на екзибиционизам и воаеризам? Има една државна институција наречен државен просветен инспектор. Постои должност. Треба да Второ, народниот правобранител кој исто така треба да реагира доколку не се почитуваат елементарните права на децата. Оно што сакам да кажам на собраниската говорница кога ме повика, јас прво што кажав и побарав одговорност од воспитно образовниот кадар во училиштата. Се посочив директно кон психолозите, педагозите, социјалните работници, кон наставниците, директорите, дека многу малку водат сметка за превентивни активности, граѓански активности, дека се премногу фокусирани кон образовните активности со звонење на звонот, завршува нивната обврска и грижата кон децата. И јас како се поинтензивно се дружам со нив, забележувам дека тие навистина имаат голем проблем кога им доаѓа дете 14 години, кој вела дека можеби не може се уште да се работи со него, ја тврдам да. Само еден момент, имам
сигнал од техничката екипа дека не е во ред тонот, така? Ве молам тонот со Змијанац да се подобри, до тогаш истовремено режија предупредувам да го подготви ТВ клипот кој долго време се двоумеме дали да го пуштиме. Истовремено, нашите гледачи и родители ги предупредувам. Следните 2 минути воопшто да не гледаат телевизија со своите деца, барем да ги трнат децата, зашто може и гледаат децата, но сега сакам да предизвикам што се овие денови се гледа на интернет и на СМС пораките, преку СМС пораките во во мобилната комуникација, за да го прашам мојот гостин Србаков како е возможно тоа да се дистрибуира и дали е возможно тоа да се спречи. Значи, додека техниката го подготвува микрофонот за господинот Змијанац, јас сакам да го уштеднаш со сериозно предупредување. Родители, трнете ги децата. Ќе видите класичен, брутален, помалку замаглен секс 7 секунди. Погледнете како тоа изгледа. Значи, со сиот ризик, ова што го видовте, да бидам и обвинет за, може би, за некаков сензационализам. Но ова го гледаат најмалку 20% од популацијата до 18 години кои поседуваат мобилни телефони. Господин Србаков, ова е дистрибуирано, ова е снимка направена во еден амбиент кој е целосен, предполагам дека многумина и го знаат, на блуд, групен секс на млади деца, кој се врти по внатрешноста и во центарот, и кој е дистрибуиран и на интернет страници. Како е тоа возможно? Што ќе направиме? Европската комисија предлага некакви кодови. Како е да се заштитиме? Спораки, дистрибуцијата не го заемеме спораки. Емеме спораките, зависно од операторот, може да поддржат клипови од како и овој од до 7 или 10 секунди, бидејќи поголемите клипови не можат да се трансферираат преку ММС пораки. Останатите клипови кои што се со подолго време траење се пренесуваат преку технологиите кои што не се под контрола на операторите, значи преку инфраред и преку Bluetooth, кои што се комуникација човек на човек. Ја тебе ти препраќам слика, ти мене ми препраќа слика. Од друга страна... Тоа значи само елемент. Бидејќи јас сум помалку лаик, Bluetooth би значило дека од оваа група на средношколци, двајца се состануваат, бидејќи овој телевизиски клип трае околу 40 минути. Значи е префрлен од мобилен на мобилен. Или од мобилен на мобилен, или на оние во светот се познати сајтови кои што се за размена на било каков тип на датотеки или податоци, значи дали се работи за видеоклипови, музики, било каков тип на слика, од кој што секој може да го посети тој сајт, тоа е некаде во свет хостирано и да си го симне тоа што му треба. Уште да бидеме попрецизни, општо познати за родителите кои имаат и немаат мобилен и за вакви лајци како мене. Да. Овој клип од 7 секунди може да биде пуштен на било кој телефон од било кој телефон мобилен? Не баш. Може да биде пуштен на телефони од понова генерација. Тоа се телефони кои што имаат камера во себе, кои што поддржуваат GPRS или Edge, или поддржуваат 3G, трета генерација на мобилни телефони кои што не е присутна во Македонија, кои што има поголеми можности за трансферирање на поголеми фајлови. Значи, прашање е сега колкав дел од младата популација има таков тип на телефони. Ја да ги прашам овие младиве тука, средношколци, кога дома со родителите се надпреварувате или се пазарите да ви се купи мобилен, овие ги барате мобилни? Овој тип на мобилни? Што посовремени и што поатрактивни? Па да, нормално, секој средношколец сака да го има најдоброто, но тоа не било барем до сега за да се префрлуваат вакви клипови. Имате вие ваков клип во
не бидејќи мојот телефон не поддржува таква опција. Не поддржува. Добро. Савако, како да се заштитиме? Дали е возможно да се заштитиме? Па вака, значи за оние ваков тип на клипови кои што се снимени од некое лице и се дистрибуирани од самиот тој до останати лица кои што понатаму ги дистрибуираат до останати, е многу тешко да се заштити затоа што инаку би требало некој, тоест операторот, секоја таква порака да ја мониторира пред да ја препрати до останатата страна, а тоа више навлегува во приватноста на самите граѓани, бидејќи е можно и некои други пораки кои што не се такви да бидат видени и да бидат предмет на друг тип на полемики. Апропо на прислушувањата и тие работи. Значи, таквите пораки од корисник на корисник или преку ММС, преку Bluetooth, преку инфраред, многу тешко може да се спречат. И тоа се шири. Тоа значи дека сме жртви на современата комуникација? Жртви на современата комуникација, злоупотребена за, да речеме, вакви неморални цели. Од друга страна... Сега да ја платиме таа цена на жртвување? Да кажам дека она што сите денес го регистрираат на светско ниво е тој страутен расчекор, таа асиметрија меѓу технолошкиот развој од една страна и страшното заостанување во хуманата сфера од друга страна. Значи, имаме можности кои биле допред неколку години незамисливи, можности за трансфер на информации, за ова што пред малку рековме, надминување на таа сфера на интимното и приватното. Од друга страна, не се најдени соодветни нови вредностни системи, модели, насоки на дејство и сега испаѓа дека истата таа технологија може да се претвори во страутна закана, во страутен непријател за некој од овие темелни вредности. Сега, бидејќи ние сме дел од сета таа сфера, не можеме да се однесуваме како некое гето и да се изолираме, тоа нема шанси и би било контрапродуктивно. Меѓутоа можеме, баш заради сето тоа, како општество во целина, пак системски да се ангажираме. Што значи поимот слобода? Слобода значи пред се можност за избор и одговорност. И нашите млади луѓе, но и сета наша популација да ја воспитуваме за слободата на прав начин. Јас имам чувство дека ние не ја воспитуваме младината на овој тип на слобода. Ние поинаку сме израснале, знаеме во какви услови и како тоа било третирано, се со стилот на закани, се со стилот на жигосување, ден денеска тоа владе. Јас не се согласувам со колегата од Средното училиште Корчагин дека исклучиво семејството ова може да го превенира. Нема шанси. Денешниот стил на живот и денешниот начин на пак ќе речам прогрес веќе ги надминува можностите и границите на семејството како такво. Пазете, вие на пример, јас, било кој од нас, веќе не е во состојба да оди во чекор со овие технолошки трендови. Може ме интересира, па знам, да речеме и за тие ММС и за Bluetooth и така натаму. Така да тоа ми е зборот. Сега треба една севкупна мобилност, една севкупна ангажираност и пред се она што го реков, едукација, да се почне уште од најмали години, баш за оваа тема, да не биде табу и да не биде на крај вака модифицирана. Јас со петокот на јавната дебата што беше токму околу девијантните појави, кажав дека три фактори влијаат во појавата на овие, во девијантните појави што се разговара за нив. Тоа е семејството, тоа е воспитно-образовниот процес и тоа е функционирање на правната држава. Јас како, сега што го спомна семејството, не реков дека е само семејството овирано. Сите овие три фактори, ако не функционираат заедно, не можеме ништо да направиме. Добро. Ајде, еве, змијанаc е наша темата, а вие ми ја потврдивте. Просветниот инспекторат досега не е мрднал, не посетил ни едно училиште средно да види за оваа тема зборува. Змијанаc, никој не реагираше, никој не ја превзема одговорност. Добро. А тој чин се случил во училиште, во некој клас, во некој деление, значи се случило во училиште, нема превземање на одговорност од страна на директор, психолог, педагог, социјален работник. Директорите се вада дека имаат малку луѓе, а имаат многу проблеми. И јас мислам дека тука има улога не само просветниот инспектор, туку и народниот правобранител може да реагира по службена должност, елементарно кршење на правото на детето, доколку неговиот идентитет се обзнани. А може би треба да реагира јавниот обвинител да се заплени тој видеоклип. Она што сакам да кажам дека многу малку водиме грижа дека самите ученици, средношколци можат за својата одговорност да говорат со саморегулација со кодекс. Дајте им можност на учениците во гимназиите да си го регулираат звонењето на телефонот, присуството на телефонот за време на час, исклучувањето,
Тие најдобро ќе го регулираат и ќе го почитуваат и ќе ја носат одговорноста. Вака мислам дека ниту една законска одредба не можеме да ги присилиме на било кој начин. Еве гледате во Штип има пример каде што направиле анкета во текот на еден ден од 260 ученици кои имале или 230 телефони, 200 и покри забрана ги носеле со себе. И ги снимале професорите. И ги снимале професорите. Бошковски? Јас само би сакала да кажам како да ги заштитиме децата и адолесцентите од тие порнографски материјали, тоест од интернетот. Мислам дека и тука е клучот во некои од овие работи што дискутираме. Видејќи, децата имаат интернет, имаат своји соби и они работат на тоа, бараат, како да кажам. Се јавува таа љубопитност, радозналост, нели што е својствена на децата. Тоа потоа ги заинтересира и стануваат зависни. Таа зависност оди до таму да се почесто и подолго време стануваат присутни на тие интернет страници каде што ги има тие нели порно материјали. Доаѓа до едно отапување, до една десензитизација, ние велиме, за да на крај да дојде до една дезинхибиција. Сакав да кажам и преска. Ама нас на родителите, уморни од 12 сата барање работа или не барање работа, ќе ги оставиме децата 12 сата да работат на своите компјутери, без воопшто да воспоставиме комуникација. Но има едно друго прашање, кое е исто така целосно. Не е само прашањето на забраната, туку и на слободата. Секоја слобода има регулација со забрана, но и секоја забрана ја ограничува слободата. Особено во овој свет на глобализација и на компјутеризација. Србаков? Видете вака, значи технички може како што не работи во универзална мобилен телефон додека има концепт, така може во секој училиште да се направи да не работи мобилниот телефон. Меѓутоа не може да се направи да не работи мобилната камера, пошто мобилниот телефон се претвара во личен уред кој што е воедно и телефон, и видеокамера, и фотоапарат, и личен персонален калкулатор, и роковник и све. Значи мобилност е нешто повише отколку само мобилен телефон. Тоа што разговараат на телефон во училиште може да биде и подобро отколку ова што се случува со снимањето на ваквите клипови. Тој дел може да се забрани технички, да се ограничи, да во училиште не ги користат за телефонирање. Ајде младите, меѓу слободата и забраната? Значи во однос на ова прашање, сепак, значи со земањето на мобилните телефони, односно недозволеното користење нивно во училиштата, се согласам со господинот Донне дека на некој начин звонењето на мобилните телефони би можело да биде регулирано. Меѓутоа во однос на другото, носењето на мобилните телефони во училиштата, сепак тоа представува приватна сопственост на учениците, наместо да се стремиме учениците да им ги одземаме нивните мобилни телефони, може би треба да се осврнеме кон на другото кое што го говоре и останатите гости, кон едукација, соодветно едукација во однос на тоа што представува, значи сексуалното образование и се теми кои што се уште табу, а за кои што средношколци се заинтересирани и не секогаш имаат можност да зборат со своите родители. Значи се однесува на тоа. Исто така, доколку мобилните телефони бидат одземени, тоа не значи дека проблемот темелно се решава. Може би се решило, значи пренесувањето на... Ајде да не го поедноставуваме тоа на техничко прашање. Прашањето е од едукативно и социолошки аспект многу важно. А тоа е следното. Ние немаме ограничување да разговараме за табуи, а не разговараме. Па токму тоа не зборувам за тоа дали треба предмет сексуално образование, но дали разговараме за сексот како нормална физио-психолошка состојба и потреба. Па токму тоа е проблемот. И значи оние предавања каде што би можело да се овозможи такво сексуално образование, сепак значи учениците се делумно конзервативни и тие не се чувствуваат доволно слободни за да поставуваат прашања вистински да се едуцираат во однос на темата. Значи сепак и доколку се кажува дека темата е таа која што е и дека не треба да постои табуа, дека темата може слободно да се разговара на истата, не секогаш е така. Значи сепак учениците се ограничени дали врз основа на околината и општеството кој што ги ограничува, значи училиштето, семејството, значи сепак постојат некои психички
Значи, сепак некои Добро, постават зашто мислите критичка дека, например, обструкција би било табу, конзервативна средина да разговарате за пени, за пенетрација, за свршување, за оргазми? Што е тоа? Што инаку, нормално, еве, ја гледам по реакцијата, нормална, природна реакција и осмех на вашите соученици. Што е тоа што ве прави вас, како млади, да инициирате такви дебати? Ајде да поставам теза дека професорите или ние родителите сме конзервативни. Па, значи, да, проблемот е со кого би ги воделе тие дебати. Сепак, значи, учениците водат сами дебати, верувајте. Значи, водат во рамките на своите младински клубови во училниците. Меѓутоа, тие се уште се плашат за да водат такви дебати со своите психолози и педагози во училиштата. Арсовски Мироновска, критика за вас? Чумовски, дали може јас? Може. Прашање, значи, кратко до гостите. Зборуваме за дебати, зборуваме за тоа колку младите треба да бидат отворени, значи не треба да се плашат да зборуваат за она за кое што ти пред малку рече, но колку се компетентни овие педагози, професори, значи оние кои што се на вистински функции поставени, колку вистински се извршуваат работата. Значи колку тие овозможуваат да допрат учениците до нив. Добро, Мироновска, Арсовски, повелете. Што се однесува до овој дел, мислам дека е добро, барем за понатаму во биологијата, малце да се прошири овој дел во планот и програм, затоа што учениците кога учат за размножување кај животните, тоа е некако нормално. За растенијата исто така нормално. Која има и за човекот, значи таа анатомија што учат, може тука да се додаде оној дел кај што тоа ќе се свати едноставно нормално. Исто така треба на учениците да им се каже и кои се последиците доколку они порано стапат во сексуални односи, значи по нивното здравје е многу штетно. Тоа е во однос на тој дел. А што се однесува до мобилните телефони, верувајте ни се случува да кога ќе земеме мобилен телефон, бидејќи е забрането за време на часовите да носат, мислам, да звонат мобилните телефони, и родителот, мислам, поединци, се бунат зошто мобилниот телефон не може веднаш да му се врати на детето, бидејќи тој мобилен телефон е многу скап. Не сакам да го сведеме на техничко прашање. Не е прашањето во мобилните телефони. Телефони мобилни ќе носат и ќе дојде време кога компјутерите и лаптоповите ќе бидат пред учениците и тоа ќе биде нормален комуникацијски и цивилизацијски тренд. И тогаш можеби наместо со мобилни ќе гледаат на лаптопот, да речем условно. И лаптопот ќе се стане доволно малечок за да може да се носи и со тоа себе. не е проблем. Проблемот е во тоа дали ние создаваме амбиент да критикуваат младите дека нема дух на комуникација. Вие сами тоа го рековте. Дали имаме систем едукативен, дали имаме педагози кои се на тоа подготвени? Вака, ние сме училиште што има 1100 ученик. Имаме еден педагог. И да имаме 5 педагози, и да имаме 5 психолози, многу е тешко кога еден ученик ќе испратите кај педагог, а родителот ќе дознае дека вие сте го испратиле кај педагог или кај психолог. Многу тешко родителот го прифаќа тоа дека неговото дете е испратено кај психолог. Малце не сме го испратили на психијатар. Значи, треба да се бара и тука одговорот на овие прашања. Психолошко-педагошката служба може да работи со децата, но не само ни туку и професорите. Верувате дека нема час каде што не се дискутира за одредени појави кои се едноставно така, не морални, туку едноставно појави кои се девијантни во самите училишта. Тоа се дискутира и на класните часови, тоа се дискутира на одредени предмети. Еве, да ги земеме мобилните телефони. Ние сме свесни дека веќе мобилниот телефон е потреба. Че не може да му кажеме готово денеска нема да се носат мобилни телефони. Кај нас во училиште секој професор веќе вели добар ден, исклучете ги мобилните. Арсовски, вие сте педагози кои ги учите нашите деца предрасудите да ги разбијат. Мене да ме едуцирате како родител, моите предрасуди да ги разбиете. На вас лежи комуникацијата кога ние децата да ги препуштаме 8 часа. Тука е грешката. Зошто велам дека е тука грешката? Затоа што не можете вие да не ги препуштите на децата 8 часа и да велите детето ми во школу, јас воопшто не сакам да се грижам за него. Се случува ќе дојде, ќе го повикаме родителот и ќе му кажеме вашето дете 3 дена не било во училиште. Вика како не било во училиште? Што ние можеме тука да направиме? Ништо.
Па после 2 дена доаѓа и вика, дали може да ми кажете кои денови моето дете не било во училиште? Добро, Змијанец, ако, например, педагозите заради предрасуди, родители не можат, или психолозите училишни тоа да го направат, може ли една невладина организација како Детската амбасада да влезе во една едукативна кампања која би можела предрасудите и слободите да ги стави еднакво на тацна? Има две можности. Прво, како што кажав, многу малку се работи со децата после завршување на часовите. Значи нема, јас го нареков, има во училиштите граѓанско образование, има мировно образование. Ние спроведавме една активност со 5 мултиетнички клубови за ненасилна разработка на конфликти со граѓански активизам, каде што младите беа вклучени во конкретни активности од бришење на графити со насилна содржина до другарување, прослави, забави, кинопредстави. Она што сакам да наговестам дека, значи, покрај воншколските активности, родителите имаат потреба да бидат уверени дека училиштето е безбедно место за престој и за образование. Никој родител не му паѓа на ум дека во училиштето ќе му се случи на неговото дете најлошото. Значи, мора да се внимава и на безбедноста на децата, мора да се внимава на стекнување на знаење моќ како можност децата не да стекнуваат знаење за да бидат богати и материјално обезбедени, туку за да се заштитат од несакани, да не бидат всушност манипулирани и да не бидат злоупотребувани. Ја мислам дека на децата им фали само доверба, почит, а тоа е веројатно, сега доаѓаме со колегата Драган, отсуство на родителите. Јас не велам родителите, не сакам да кажам дека немаат, тие се клучни на грижа, љубов, почит, разговор и разбирање. Затоа отидовме со кампањата во градот, 15 билборди со едно многу едноставно прашање. Дали денес го гушнавте вашето дете? Тоа е родителите се дефокусирани. Значи, кога ќе го прашате дали денес го гушнавте вашето дете, тоа значи можност за разговор, за комуникација. Гушкањето е резултат на дефицит на љубовта или на хармонизацијата. И што е тоа што тогаш транзицијата го распоргува родителското ткиво или социјалното ткиво, па ние стануваме груби, во трката со времето стануваме анахрони кон родителската грижа, кон образовниот систем и така натаму. Па баш така како што рековте, како што е транзицијата некакво задоцнето повторување на процесот на првобитна акумулација на капиталот и се оди на тој принцип на трупање на бројки, што би се рекло трупање пари, капитал, во школите знаење, информации сами по себе, така од друга страна се изаострува она што јас би го нарекла емоционалната неписменост кај луѓето. И тоа кај сите, што е особено страшно и кај адолесцентите кои најмногу им треба токму овој сегмент на потпора од страна на повозрастните. Значи, на тие млади луѓе кои седат по 7-8 сата во училиште, тоа е скоро пола ден, некој пат и повеќе. Не им е доволно само да им го наполните барабанот, мозокот како барабан со информации. Нив им треба и ова емоционална потпора, што ќе рече отворена, човечка, хумана и принципиелна можност да се реализираат таму целосно. Значи, и за тоа да разговараат со своите професори, со своите соученици, дома, наоколу и така натаму. Меѓутоа, јас се плашам дека ова што е, да речам, можно да се именува како емоционална неписменост, нас многу скапо ќе не чини. Гледате, например, ние сега во последно време многу строго дебатираме и ги кршиме копијата околу тоа дали да се воведе веронаука во училиштата. Лично мислам дека е ова во моментов помалку ургентен проблем отколку овој другиот. Значи, не само во рамки на еден предмет како биологија да се зголеми бројот на лекции кои ќе го третираат ова, бидејќи проблемот не е само биолошки, многу е посуптилен. Кога би биле ние само од животински ред, би го решиле ова во рамки на биологијата како предмет. Но, мислам дека треба може еден, ако не и два предмети, каде што нема само физичките и физиолошките аспекти на сексуалноста да се обработуваат. Туку пред се овој емоционален сегмент, тоест љубовта. Не можеме ние љубовта да ја препуштиме на веронауката и само таму во тој дискурс на веронаука да се зборува за љубов. Љубовта е темелен квалитет на нашиот живот, на нашето творештво во крајна линија. И мислам дека она што, например, се случува кај нас на одделни, еве во моментов ќе кажам факултети, јас имам случајно прилика да предавам некои единици врзани за љубов, мислам, како сознанија, како уметнички дела и така натаму. Јас тука откривам колку на студентите им е потребен
тој говор за љубовта кој нема да биде некакво проповедање, туку баш ќе биде отворање на нашите суштински човечки дилеми. И тука да не се лажеме, и возрастните се во една многу тешка ситуација. И нив им е многу тешко, за нив овој период критичен, мислам кризен, сите овие 15-20 години, така што би требало да поработиме на тоа дека не сме само биолошки битија и нема само во рамки на биолошкиот фундаментализам да се реши ова. Ниту со информатичкиот фундаментализам. Значи, ако ги имаме најновите технолошки средства, сме го решиле проблемот. Ајде, например, да поставиме пред... Молам, повелете. Слушаме малку мислењето на средношколците. Ајде, повелете. Значи, проблемот е констатиран и мислам дека нема потреба повеќе да се префрламе вината, кој е виновен, зошто е виновен. Туку едноставно да се реши проблемот во триаголникот наречен образовна институција, семејство и ученици. Значи, тоа се трите засегнати страни кои што треба да најдат начин да го решат проблемот. Кој е вашиот рецепт, која е вашата предпоставка, кој е вашето расудување? Значи, веќе ги спомнавме едукативните средби, потоа секој треба да тргне од самиот себе. Значи, не можеме да го менуваме општеството ако не се смениме самите себе си. Значи, еден родител не може да се задоволи со тоа дека неговото дете има мал број изостаноци или има добри оценки во училиштето, со тоа е добро дете и дете кое што е нормално дете. Значи, секое дете има, односно средношколец, да кажам, има потреба да се изрази самиот себе, и кога е занимарен, значи, и од општеството, и од училиштето, и од семејството, значи од родителите кои што работат, не знам, повеќе од 8 часа дневно за да преживеат, значи тоа е единствениот начин на кој што можат да се изразат. Сакам директно да ве прашам. Завршуваш школскиот ден, училишниот ден, имам впечаток кој ќе видам излегувањето од гимназиите дека побрзо итате да влезете во кафичето од што да влезете во училиштето. Што ве држи? Дали воопшто нешто ве држи во училиштето да останете, например, 2 часа потоа? Ништо не држи. Не држи дури ни да останеме на регуларните часови, бидејќи од една страна, значи, програмата, учебниците се катастрофално лоши, од друга страна пак професорите не ни даваат мотив за работа. Значи, се работи строго, во еден правец, значи нема комуникација ученик-професор, нема комуникација педагог-психолог ученик, туку педагогот служи како казнена мерка. Мироновска, да ги престанеме... Јас суски ова повторна критика на ваша адреса, за разлика од тоа што на почетокот ме убедивте дека вие нормално комуницирате со учениците. Училишта, значи... Знам ја, не треба, не правам линк меѓу вас и директорката. Не, повелете, сам нема да Мироновска. помислите, напротив, јас и директорката, и сите ученици, можам да ви кажам, во нашето училиште имаме одличен однос. Јас лично често го посетувам педагогот, да не набројувам од кои причини, но сакам да напоменам дека треба да престанат тие табуа дека педагогот, психологот се казнени мерки. Значи, тие треба да помогнат да се спречат вакви девијантни појави. Само сакам да кажам дека време е да се стават ефикасни педагошки служби во училиштата, да се почне од една обична родителска средба, каде што нема бидат присутни само родители, туку и родители и ученици, негде веќе е тоа воведено. Еве, јас сум присуствувала лично и многу е поефикасна една родителска средба кога се присутни и ученици и родители. А исто така сакам само да кажам дека еве на пример средбите на Сдруженијето на директори треба да бидат и посетени од ученици, односно да добијат ученици покана за да присуствуваат на таа средба. Само така ќе може да се решат овие проблеми. Ајде ги чуеме коментарите на директорите. Па еве јас, прво ученичката е представник, значи председател е на Унијата на средношколци. Она зборуваше од името на Унијата на средношколци, а не како ученичка, после си го каже и своето мислење. Меѓутоа, сакам да ви мислам и штета е што нема во медиумите она истото што го кажав јас и на дебатата што беше во Министерството за образование. Ако учениците после часовите се заменуваат дома, од каде толку награди, толку манифестации што ги имаме општо училиштата, сега и ние сме тука, сме имале страшно многу манифестации. Тогаш каде одат учениците? Тоа значи дека тоа е критика на нас медиумите, дека не сме го одбележале тоа, да. Или е тоа критика на учениците кои не ги посетуваат тие ваши... Тоа е отворено. Мислам, не само отворено. Вака, погрешно е мислењето дека психолозите и педагозите треба да работат само со лошите деца, односно само со деца кои пројавуваат девијантни појави. Јас повеќе би сакал да многу јаките ученици и добрите ученици бидат повикани кај психолозите и педагозите, за да го поттикнат тој понатаму да работи.
Значи, не мора да значи дека ако еден ученик е повикан од педагог или психолог, дека тоа е лош и дека ние се тоа го казнуваме. Баш напротив. Детектиран е случај. Имаме секс доброволен, имаме млади деца кои тоа го следат, воајер. Како вие као психијатар ќе постапите кога би дошол родител на еден од актерите и каже, еве, тоа е каде е анамнезата на случајот? Што ќе истражувате? Или зошто мојот син или ќерка се однесувале така? Да. Па, да ви кажам, доаѓаат во овој период на адолесценција, обично честопати родителите повеќе доаѓаат да се консултираат или да бараат помош заради некој проблем со нивните деца. Конкретно, еве, например, за ваков еден проблем, сигурно дека родителот и да дојде, дека адолесцентот, он е свесен дека тоа што го направил е нешто што не е добро, под наводници, дека нешто што не е дозволиво, дека не е морално прифатливо, се срами од тоа и веројатно тешко би го убедил да дојде, затоа што он е свесен тоа што го направил. Обично тогаш советуваме и разговараме со родителите и им даваме некои напатствија или начини како да го приволат својот син или ќерка да дојде заради некој проблем. Инаку они доаѓаат, еве доаѓаат родители, знаете како доаѓаат во една безпомошна состојба. И татко и мајка ќе дојдат и велат, еве, мојата ќерка спие до 12 часот, од еден оди во училиште, ништо не учи, од училиште оди во кафич и така секоја вечер, излегување до 1-2 часот и што ние да направиме и каде ние да се пожалиме. И една, знаете како гледате еден оче, една тотална безпомошност од страна на тие родители. Дали е на сцена нов, се уште недетектиран облик на организиран криминал, на компјутерски криминал, особено од овој тип на пласирање на порнографија. Ние имавме, например, клипови со познати естрадни звезди, кои тврдат дека донеле, например, €1.000.000 заради тоа што актот на Северина го гледале, условно да кажам. Дали е возможно, например, младиве тој правец да го фатат? Па ако се гледат на Северина, веројатно може и така да биде. За Северина има наша македонска позната пејачка која направи атракција, снимајќи се на насловната страна на тиражниот вест со вештачки пениси, од тоа направи, нели, страшна своја популарност на својата старечка секс позиција. Вака, значи, во светот компјутерскиот криминал е горе-доле регулиран и таквите речеме активности, посебно делот на детска, односно на детска порнографија, педофилија, строго се забранети и имат право истражните органи и полициските органи да влезат дома, да одземат компјутер, да го проверат, да видат дали има тоа што го спомнате ви австријски синџер на организиран дистрибуција на порнографски материјал. Тоа е откриено и исследено на таков начин. Значи, исследени се тие светски познати сервиси за размена на таков тип на фајлови. Утврдена е која е мрежата, кои се тие кои што го продуцираат таквите клипови, кои се тие кои што ги примаат, се најдени во Белгија и министри и... Значи, целата таа работа се следи, бидејќи секој компјутер, исто како домашна адреса, секој компјутер си има своја интернет адреса, која точно се знае кој е тој компјутер кој што во моментот е приклучен на таа глобална мрежа на интернет. Чекајте, сега тука има еден многу деликатен проблем што може да ни се појави. Од една страна една изворена продуховена идеја на владата, нели, во секој училиште компјутер. Тоа би требало отприлike 2.500, 3.000, 5.000 компјутери, нели? Може и повише. Може и повеќе да влезат. Кој може да ги контролира нив? Тие може да се контролираат, бидејќи постојат во светот софтвери кои што реагираат на клучни зборови како што е секс, педофилија, било што ќе се наведе дека е забрането, коцкање, било што, секој кој што ќе проба да пристапи на таков тип на страна, нема да може да ја добие таа страна, ќе биде пренасочена некоја соодветна страна која што ќе му каже дека таков тип на содржини се забранети. И тоа мислам дека и се применува во поголемите компании во Македонија, бидејќи таквиот тип на читање на такви содржини не спаѓа во описот на работно место, кој што вработените би требале да го вршат додека се на работа, например.
Така да истото тоа за училиштата, сите училишта кои што ќе добијат компјутери и да добијат сите училишта компјутери, пристапот до таквите содржини сигурно ќе биде забранет. Можеби ќе биде забранет и пристапот до некои содржини кои што содржат такви зборови, а се од образовен карактер. Све зависи како ќе се дефинираат тие клучни зборови по кои што тој забранувач на прелистување на интернет содржини ќе биде дефиниран. Во битката по профит или во битката по забава или во битката по освојување на светот, ова што се случува со порноклиповите во Скопје и не е единствена фокусирана средина главниот град. Денеска имаме сосема развиени форми на младешки ентузијазам, на секс сеанси, на стриптиз, машки и женски, на детска порнографија, на малолетничка проституција. И тоа може би во државава се поизразито доаѓа во овие средини каде што почнува развојот да се поинтензивира. Например, каде што имаме комуникација со соседите и така натаму. Значи, Катерина Гетева, мојот соработник, беше во неколку средини кои што исто така имаат или го плаќаат данокот на позабрзаниот урбан развој и евентуалната економска профитабилност на проституцијата. Без прашања и ословување, без љубов и ограничување, формално запознавање и представување под лажно име, транзиционно битисување кон сонуваната Европа или безморално себепромовирање. Сексуални баханалии со малолетнички, долг е списокот на подведувачите, спонзорите и спонзорушите. Прва тефтерот го отвори штипската мадам Васка, зелената тетрадка со имиња на нејзините постојани муштери од познати штипски семејства, фотографирани во секс сеанси со млада неискусна роба. Повеќе ги исплаши Штипјани да не се отвори јавно, па да пукне резил, отколку да ги замисли што прават нивните деца. Мадам Васка со своите колеги со кои водеше из бизнис, Ване Петров, Сашо Митев и Јулијана Кирова, сега одмараат в затвор. Срамот и притисокот 14-годишната Росана, која можеби не беше свесна за занаетот со кој се беше зафатила, не можеше да го поднесе и си го одзеде животот. Што ја заведувал, што ја дрогирал и од него имам закана. Ке видиш ти кој сум ја, вика. Колку имам пораки на телефоните прочитани, ако не дојдеш ке ти утепам. Родителите предоцна реагираа. Истата грешка не ја повтори семејството од струмичкото село Куклиш. Кумата во обид да му помогне на 13-годишното девојче и му кажа на родителите во што западнала нивната ќерка. Иако од нив доби ќотек, родителите сепак пријавија во полиција. Во вакви напуштени куки 57-годишниот Боро Петров од струмичкото село Куклиш сексуално го малтретирал 13-годишното девојче. Злосторникот за извршеното грозоморно дело денес е во притвор. Педофилот не признава рожба, роднини, пријатели, го искористува секој момент на невнимание за да биде сексуално задоволен. Изместените норми и вредности во животот и желбата да се вкуси и невозможното во пубертетските години резултираат со девијантни појави кај младите. И ова е возможно. Неретко домашните забави да завршат со документирани баханалии налик на оние од времето на Калигула. Таквите деца бараат внимание. Внимание кое можеби не го добиваат дома, не го добиваат доволно и во училиштата. Мораме да се преиспитаме колку ние обраќаме внимание на воспитната компонента, колку етичкото образование во училиштата нам не е застапено, колку истото децата го добиваат од дома. Оваа морална деградација за жал преминува во мода. Натуралните порнографски сеанси се снимаат на мобилни телефони и експресно се препраќаат. Стануваат се поатрактивни за тинејџерите, но и за возрастните. Дојде едно време каде што невкусните појави
стануваат едни модерни нешта со кои што младите се повеќе ги експонираат, си дозволуваат едни такви чинови да ги прават пред публика. Каде води ова, ако може да се каже, наивна детска игра? Може ли слободата да се окове во решетки? Тоа прашање го поставува сликарот. Постои ли нешто полесно од пет? Мек и неговиот тим ќе се соочат. Педофилија, порнографија, видеоклипови со натурални сексови на нашите мобилни телефони, компјутери. Дали е тоа тема која би можело да ја предизвика општествената реакција? Нова проблематика во изминативе час и 15 минути и натаму ќе одговараат од мојата десна страна Арсовски, Бошковска, Змијанац, од мојата лева страна Шелева, Србаков и Мироновска. Сакам една општа теза да поставам, а тоа е дали е возможно да се изгубивме во потребата да фатиме европски колосек со балкански ментален склоп. Значи, се што се случува во Европа некритички го преземаме, а остануваме закоравени со некаква конзервативна средина. Не фаќате таму, тоа е табу. Шелева? Да, баш тоа и се случува. За жал, од сите позитивни придобивки на либералната демократија и глобализацијата, нам прво како извозен продукт ова очигледно ни се накалеми, вклучувајќи го тука и проблемот со криминалот што го имаме и неискоренивоста на тие патолошки појави. Вистинска либерална демократија, уште еднаш ќе повторам, подразбира слобода на индивидуата, меѓутоа слобода во една смисла таа индивидуа да е свесна, да одлучува, да има избор, и што е најважно, додека е малолетна, да биде под апсолутна заштита на системот. Се плашам дека нашиот систем таа заштита во овој момент се уште не може да ја понуди, или е крајно време да почне да размислува како да се мобилизира себе си за тоа да го стори, бидејќи ова се сепак се уште деца, без разлика. Дали училиштата се заробеници на социјалната и психолошката атрофија која настанува во ова транзицијско време, па велите, чекате, сите сме немотни и ние можеме да бидеме во истиот кош. Миронов Скарцовски? Питам, од прво оделение, па се до втора година средно образование, во училиштата воопшто не се учи за ниту една социопатолошка појава. Ние во прво оделение ги учиме децата на демократија. Но не ги учиме што може во животот понатаму да го снајде. Значи, од прво оделение, каде што се најкритичните години за негово образование, тој доаѓа во средно образование со 14 години со една формирана личност, каде што формирана личност со сите негови позитивни и негативни работи, ние сега одедношка треба него да го преобразиме ако тој има одредени девијантни појави или ако е склон кон одредени социопатолошки појави, како што е проституцијата, како што е коцкањето, како што е наркоманијата, пушењето, алкохолот. Сето тоа се проблеми што ни се јавуваат кај нас во средните училишта. И ние во ниту еден сегмент се до втора година, дури во втора година по предметот социологија, почнува да се изучуваат овие појави. Дајте, во средното, во овој дел, особено во основното образование, да имаме одреден предмет кој сето тоа ќе го изучува. Ја ти се извинам само. Во минатото, вие се сеќавате, постоеше одреден предмет кој, јас сега не сакам тоа да го протежирам, но морам да го кажа. Имаше предмет одбрана и заштита кој подоцна се премина во предмет мир и толеранција. Тој предмет ги изучуваше сите социопатолошки појави. Значи, појавата, причините зашто се појавуваат, последиците, ние тоа денеска не го изучуваме.
Имаме социологија која ја кажуваме само како... Ајде да не правиме многу муабет на глобални теми. Да ве прашам директно, имате спортски тим во гимназијата? Да. Имате? По сите предмети. По сите спортска екипа има, например? Да, имаме фудбал, имаме ракомет, имаме одбојка. Дали например, на локално ниво, на училишните надпревари има публика? Дали децата остануваат? Остануваат и тоа премногу. Да? Ние имаме меѓуучилишни надпревари. Еве, ние имаме сега во вторник имаме патронен празник, ова цела недела не се надпревари. Мироновски? Да, само исто претходно што кажавте, се согласувам со колегата Арсовски. Меѓутоа, постои еден предмет етика, кој што е како изборен предмет во училиштата, што мислам дека не би требало да биде како изборен предмет, туку би требало да биде како задолжителен предмет, бидејќи навистина да биде на избор на ученикот таков предмет е навистина лошо, посебно во вакви времења на транзиција. Професор Темков од Филозофскиот факултет 5 години назад пишува, допишува, секој втори вестник му е со писмо. Не гледам реакција, ни ваша, ни на педагогијата, дека етиката треба да стане составен дел на образовниот час, да речем условно. Да, меѓутоа ние само ја реализираме наставната програма, нашите забелешки ги упатуваме и да се надеваме дека ќе се воведе како предмет, исто така и мир и толеранција. Тоа е во склоп на проектните активности, каде што учат и за разрешување на конфликти, што е многу битно во ова денешно време. Добро. Вие сакавте, ајде. Сакав да прашам зарем до тој степен, после сето она што го видовме и слушнавме вечерва во емисијата, зарем до тој степен младите се отфрлени од општеството да бараат вакви погрешни, не погрешни, него сосема погрешни начини да им се посвети внимание и да привлечат внимание. Прашање до било кој од гостите кој ќе се почувствува компетентен да ми одговори. Добро. Не слушавате прашањето? Ајде уште еднаш, ве молам. Значи, да. Прашањето ми беше зарем до тој степен младите се отфрлени од општеството да бараат вакви начини да привлечат внимание. Добро, Змијанец? Ја не би рекол дека младите се отфрлени, туку имаат поголема обврска и товар отколку родителите. Значи, ако имаме родители загубени во транзиција, информатички неписмени, невработени, разочарани родители, неписмени, родители кои водат сметка за кариера и успех, младите имаат голем товар како да им помогнат на своите родители да се снајдат во оваа транзиција. Сега... Вие имате обратна теза. Не, само дека децата треба на родителите да им сега, да. Сега доаѓа време кога децата преземаат одговорност да водат грижа за родителите. Зошто се информатички пописмени, образовно се пописмени, повеќе знаат, повеќе можат. И сега јас сакам да ја дотуркам таа моја теза, дека со помош на воспитно-образовниот кадар, со промовирање на граѓански активизам, со вклучување на родителите во граѓанскиот активизам, се создава интеракција меѓу родители, деца и воспитно-образовен кадар. Кога дошле родителите на активност проведена од децата, каде што ќе ги видат децата со промовирање на човечки хумани вредности во училиште или надвор од училиште? Можно ли тоа Бошковска замеа на позицијата? Знам, родителите да не едуцираат или родителите да не оваа деца да не воспитуваат? За некои работи да, ние родителите учиме и созреваме нели за нашите деца. Меѓутоа во праксата не би се сложила дека е тоа така или барем јас се сретнувам со такви примери во моето секојдневно работење. Знаете што, има неколку групи на, како да кажеме, адолесценти, зборуваме за овие проблеми. Имате деца кои што дадено име, да речеме, од примерното семејство, да се одговорни, да се грижат, да учат и така натаму. Имате една група која што се свртени кон себе, егоистични, егоцентрични, за жал морам така да ги кажам, односно кои што се свртени кон своите потреби и кон она што е нивен личен интерес. Имате една трета група на адолесценти кои што во овие сите негативни појави што ги збориме што доаѓаат од надвор, трката како да се, ќе слушнете измеѓу младите трета-четврта година, како да се направи пари, вака жаргонски да се изразам, како најлесно да се дојде тоа без многу труд и работа, и една четврта група имате која што има социјално однесување, односно која што на еден многу негативен начин се отфрла од општеството, односно они така се доживуваат. Дали ние имаме недостиг на етички кодови, на етика што би побарал професор Темков во образовниот систем, или на нарушени вредностни системи? Шелева? Мислам дека ги имаме двата проблеми заедно во коктел. И тоа е она што ја прави ситуацијата доста заострена
и прво збунетоста кај возрастните, значи во системските структури, а после таа си се рефлектира и се умножува кај адолесцентите. Мислам дека сето ова е дополнително искомплицирано со она што пред малку го кажавме. И заедно со некои појави од кои не можеме пак викам да се имунизираме, а тоа е некаков подем на естрадноста како квалитет на животот. Естрадноста во смисла дека се треба да оди на брзина, без многу вложување труд, без особен талент, дури подсвесно општеството и ги слави таквите примери, таквите транзицијски јунаци, ја би рекла антијунаци, меѓутоа во смисла на луѓе кои се искачиле социјално погоре, отколку што заслужуваат според своите вистински интелектуални, ментални, а камоли морални квалитети. Така да ова што рековте е многу присутно на двете нивоа. Сега јас предлагам да го чуеме ставот на црквата во една сериозна средина која христијанска и муслиманска, црквата секогаш е средиште на некакви култни етички норми и верувања. Како гледа професорот на богословијата во Македонската православна црква, господин Таковски, на овие разблуднетости, како би рекол, во ова што ни се случува во општеството? Еве, погледајте. Дали колку младите луѓе чувствуваат потреба да дојдат кај вас на исповед? Иако кај нас, за жал, мнозина не знаат за светата тајна исповед, односно дека постои воопшто во православната црква, сепак има голем број млади кои се обраќаат во црквата и бараат преку покаяние со помош на свештеник да се ослободат од товарот што го носат, од бремето што го носат, што ги притиска. Верувам дека кога ќе откријат младите значењето на овој бесплатен лек во црквата, дека тие ќе најдат начин за своите проблеми, за своите маки, за гревот свој што ги притиска. Што најчесто младите се подготвени да зборуваат? Проблемите на младите се најчесто, за жал, проблеми поврзани со некои постапки неморални што ги направиле, како што, например, последици од сексуалната слобода и сексуалниот разврат што владее кај нас. Голем број млади девојчина забременуваат на 13-14 годишна возраст и после доаѓа трагедијата. Препуштете се на љубовта со најновата понуда на T-Mobile. Одберете го својот омилен модел на телефон во Postpaid. Облегуваме во завршницата на Чуму, остануваат уште 15-20 минути. Тема е ова што во овој момент се случува во Македонија. Дали е тоа процес на декаденција, на етичките кодови, на етичките вредности, на расчекор меѓу образовниот процес и потребите на младите,